Здраво дечки, јас сум Кирил и денес имаме нова епизода. На Инстаграм најавив дека ќе снимаме оваа епизода со Виктор од Cars by Vic, но за жал од оправдани причини денес тој не е со нас. Ќе го видиме во нека друга нова епизода. Денес ќе се дружиме со Сангјонг и пред да продолжам, направете subscribe на нашиот YouTube канал, следете не, ни треба вашата подршка и ќе ве чекам сега да направите subscribe. Да, сега. Сега направите. Оп! 44. Фала ви. Сега може да продолжиме. Да, денес се дружиме со Сангјонг Корандо. Знам дека голем број од вас чуле за овој бренд, чуле за овој модел, познат ви е особено можеби со соработката со Мерцедес или па можеби со нивниот квалитет и нивните способности, бидејќи Сангјонг се доста способни, односно нудат модели кои што се многу докажани, особено во овој SUV сегмент. Знам дека нема некои дизајни кои што беа премногу привлечливи, премногу вау. Ова што денес го имаме е новото Корандо, 4-та генерација и верувам дека ќе се согласите со мене. Изгледа убаво, изгледа привлечливо, изгледа доста сериозно. Сепак е во многу сериозна категорија, особено со неговите сограѓани Hyundai и Kia. Да, иако името изгледа како кинески бренд, сепак ова е корејски, потекнува од Северна Кореја. И некако сите овие три бренда како да имаат сличен дизајнерски концепт, особено ако ги гледате од тука. И тука усари ќе приметите дека е ова доста голем SUV, джип. И сега веќе може да продолжиме да видиме внатре, бидејќи овие големи димензии надвор нудат и големи димензии внатре. Ќе почнеме од багажникот. Почнуваме од багажникот бидејќи е прилично голем, нуди 551 литар багажен капацитет, со спуштање на задните седишта се зголемува дупло. За да ги спуштите тоа морате да го направите од страна за жал, но можете и од тука дефинитивно, само што морате да се наведнете и што ме нервира кога се наведнувате во вакви ситуации, се валкате од браникот, особено во овој зимски период од годината. Инаку ги има моите омилени куки за качалки, тоа ги има многу, колку ги има 1, 2, 3, 4, 6, добро, и има за качалки. Под подот има сет за репарација на гумата, нема резервно тркало, имате приклучок за струја, имате некои мали остави тука од страна и тоа би било тоа, сега може да продолжиме внатре. На задниот дел, кај задниве седишта, прво, многу ми се допаѓаат самите седишта, удобни се, меки, но ми се допаѓа и самиот материјал, доста се квалитетно изработени. Инаку имате доста голема комоција и за нозете, како што гледате, и за главата исто така. На средниот дел имате низок, да кажам, тунел, не е широк, и кога ќе дојдете на средниот дел, имате доволно комоција и за главата, и за другите патници од страна, и за нозете доле, што воопшто не се пречите со останатите двајца патника, што е супер. Инаку на средниот дел нема отвори од вентилацијата, имате приклучок на струја, односно на 12 волти, не е USB, немате наслон за раката. За родителите што имаат потреба за поставување на детско седиште, е интересно тоа што Isofix куките не се познаваат, не пречат на дизајнот, но лесно се наоѓаат тука, лесно се поставува седиштето, затоа многу помагаат и овие врати кои што доста широко се отвараат, исто така и самите врати се големи како што гледате, има и големи прозори кои што овозможуваат голема природна светлина. Инаку имате некои остави тука кај седиштата, имате остави во вратата и одиме сега напред. Сега напред. Само пред да продолжам напред, сакам да истакнам еден детал кој што можеби за вас не е толку битен, ама искрено мене ми е битен. Кај сите коли секогаш проверувам како се отвараат и затвараат вратите, бидејќи тој момент ми покажува колку е квалитетна самата кола.
некогаш се појавува оној тап ефтин звук. Тука очигледно го нема, тој дава израз на малку поквалитетно, подобро изработено возило, што дава многу добар знак за она што следува сега внатре. Па да видиме дали внатре е така квалитетно. Па, внатре, искрено, тука има убави меки материјали. Надоле веќе тука на овој дел има нешто по ефтина пластика, односно пластика со малку понизок квалитет, што е многу нормално, сепак ова е возило со по-нормална цена за нас и тоа би било можеби мојата критика, што барем во овие делови тука нема така помеки материјали. Но, како изгледа, што има останато, морам повторно ги пофалам седиштава, бидејќи не само позади, туку и тука напред се доста удобни. Особено ми се допаѓаат овие големи странични потпори кои што цврсто ве држат, ама буквално цврсто ве држат во кривини. Меки се седиштата. Исто така многу ми се допаѓа и воланчето. Убаво се држи, имате убава контрола над него. Имате аналогна инструмент табла. Има во средината дигитално дисплејче што искрено малку ме потсетува како во Глорито што го видовме, тоа можете да го погледнете. И во однос на практичноста, искрено е доста практичен. Имате голема остава тука во вратите, дури имате две остави за шишиња големи, имате две остави за шишиње тука на средниот дел, имате некоја остава за телефонот која што е прилично окей на големина, имате USB порт и плюс приклучок на струја на 12 волти, имате голема остави тука кај наслонот за раката, кој што се движи напред-назад, и во глобала тоа би било има уште една остава што ја заборев тука горе за наочарите. Сега веќе може да тргнеме да се возиме и да видиме на кратко што нуди Корандо како возни карактеристики. Јован, дај ме прибери опремава да се возиме? За жал не можам да кажувам многу детално околу возниве карактеристики за Корандо, од причина што имам многу кратко, но ќе го кажам она што досега накратко успев да го приметам. Прв печаток, има многу мека вожња, што е многу добро. Има еден чуден момент, мека е вожњава, не чувствувате, не се движите многу внатре во кабината на големи дупки, но ги чувствувате на звук, што малку ми е чудно, бидејќи ги чувствувате како да мислите како ќе биде голем удар, технички вие не се движите, не чувствувате никакво движење, но звукот менува чувство и не знам тоа на подолг рок дали би било проблем да го кажам. Инаку под хубата се наоѓа 1,5 литарски турбобензинец со 163 конски сили, многу моќен и многу добар мотор, мора да го пофалам. Не го очекував ова од Сангјонг и Корандо. Имате перформанси кои што можат да ги изненадат сите околу вас, но и вас да ви изненади. Доста е брз, доста е моќен во било кој момент, секаде и во моментов на угорнини, во трета брзина, доста убаво потегнува, но ми пречи менувачов, не ми пречи, туку малку е потребно време да се навикнете на педалата на комплугот, бидејќи има многу краток ход и е доста лесна педалата. Тоа не е никаков проблем, многу лесно се навикнува, но за одредени возачи ќе треба малку време да се навикнат на тој момент. Исто така, самата рачка од менувачот, инаку ова е 6-степен мануелен, е малку утрната по на средина. Кога би било тоа автоматски менувач кој што можете да го земете во дополнителна опрема, е понормално, бидејќи нели го ставате еднаш во брзина и возите без да се замарате да смените брзина. Тука, кога ставате во 5 и 6 брзина, малку ви доаѓа како подалеку, е малку чудно чувството, но не е толку страшно. Тоа е од причина што возилово е доста широко и е доста комотно.
Инаку ова е basic опремата на Ssangyong и Corando, ама буквално basic, најосновното, нема ништо плюс во дополнителна опрема и тоа е добро, бидејќи тука гледаме Corando во основна опрема што се нуди, колку многу е богата со опрема, односно има lane assist, brake assist, hill assist, односно системи за задржување во сообраќајна лента, автономна кочница и систем за автоматско запирање на удолнини, кој што не ви дава да пролизгува, инаку има и систем за пролизгување. Не е само да се пофалат, дечки, имаме системи за ова и ова, богата ни е колава со опрема. Не, ми изненадува што системиве навистина многу добро функционираат, дури имате опција да изберете во кој степен да биде на активност тој систем, односно колку агресивен, колку агресивно да закочи, да вибрира ако смените лента без да приметите. Тоа многу ми се допаѓа и навистина добро функционираат системиве. Инаку имате можност и воланот да го ставите во нормал или спорт режим и има голема разлика од нормал и спорт. Не е, пак ќе кажам, не е само да кажат го имаме ова како опција, туку добива убава тежина самиот волан за оние кои што сакаат малку поспортско возење. Инаку самото возило, иако е доста големо, има мал лак на вртење и доста лесно се снаоѓа во градскиот метеж. Прегледен е, гледате дека има големи стакла. Не знам дали ги гледате тие столбови позади, но знаат да направат проблем во одредени моменти. Ми пречи тоа што нема паркинг сензор или паркинг камера, бидејќи е потребно да ги навикнете и виците, сепак е големо возило. На почеток ќе треба да го навикнете до каде, што е, каде штрчи некој браник, некоја лајсна. И тука би сакал да ми помогнат некои паркинг сензори, за жал ги нема во оваа опременост. Во дополнителна опрема и во понапредните нивоа, тука на овој дел, на средниот дел имате голем екран, кој што е пофункционален, изгледа и поубаво, што е супер и јас би ви препорачал да одите со тоа ниво. Иако и ова е навистина супер, инаку цената конкретно за овој модел изнесува 17.800, нешто под 18.000 евра, тоа е акцијска цена, добра цена за едно вакво возило. Океј, дечки, тоа беше новото Ssangyong Corando. Кажете ни во коментари што мислите вие за него. И Ssangyong Corando е дел од финалистите кој што ќе се надпреварува за избор за најпосакуваниот автомобил на Златно тркало, каде што и ние сме дел од таа асоциација и вие имате можност да гласате за вашиот најпосакуван автомобил. Така да, видете го него и видете ги другите финалисти. Се гледаме со нова епизода. Чао!